Како се случи поголем дел од влијателната граѓанска заедница да се склизне во тој понор на емотивни, шпекулативни, конспирацијски разговори и така натаму, меѓу кои видни, сега да ги спомнуваме по име, мислам. Големите експерти за ЕУ, да. Јавноста се препушти на како едно цунами на емоции во кои вистината тотално се изгуби. Не знам, тоа беше толкав консензус, мене не ми беше разбирливо. Немаше место во Македонија кај што можев ја да објавам што е тој француски предлог, дека европската преговарачка рамка, да, е главната поента. Дека на тоа не се вика не. Ако кажеш не, ти викаш не на ЕУ пристапување. Сите овие така наречени експерти урлаа по мене дека јас сум ја немала експертизата на добро познатите експерти за ЕУ. Зашто Франција удри како што удри таа година и зашто реши така да не реши? Јас како го разбрав францускиот предлог. Францускиот предлог е практично компромисот кој е постигнат со договорот меѓу Македонија и Бугарија. Бугарија со нивната рамковна позиција испорача голем број на барања. Многу пострашни барања беа, да. Да нема македонски јазик, тоа фусто, све тоа све. Да. И на крај французите излегоа со тој предлог каде што целата работа се сведе на тоа дека треба да влезат бугарите во уставот, заедно со хрвати и црногорци, ако не се лажам. И со тоа се надмина спорот меѓу Бугарија и Македонија. Но Тој момент обиколи. францускиот предлог станува европска преговарачка рамка.